Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата ТВ 103, односно емисија посветена на ТВ сериите, тие што се актуелни, тие што вредат за да се прави муавет за нив, односно ова е емисија која што ќе ви ги промовира квалитетите кои што и поседуваат овие остварувања, а во текот на оваа емисија ќе ви говорам за една реткост што се појави во рамки на ТВ сериите, а тоа е квалитетно сработена спортска документарна серија, која беше составена од видеоматеријал кој досега не сме можеле да го погледнеме, торпедирајќи се во срцето на 90-тите и бележејќи го подемот на династијата на Чикаго Булс пред се освојувањето на шампионските прстени, главно фокусирајќи се околу животот на Мајкл Џордан. Стана збор за серијата The Last Dance, која што ќе биде предмет на втората епизода на ТВ 103. Во текот на емисијата ќе ви говорам за начинот на кој што е форматирана, содржината од која е составена, екипата која што стои зад неа, а потоа ќе ви говорам за субјектите на серијата и на крајот на емисијата ќе потенцирам неколку спецификации кои сметам дека се круцијални за незиното евалуирање. Доколку сте љубители на НБА, може би сте растеле со победоносниот поход на фамозните Чикаго Булс, ви се познати и пред се ви се допаѓала маестралната игра на Мајкл Џордан и на неговите сотимци, или може би сте заинтересирани да дознаете повеќе како овај тим успеал еднаш за секогаш да го промени начинот на играње на кошарката на 90-тите, тогаш вие сте на вистинската фреквенција, која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие притаен меѓусвет кој го содржи се вкупното човечко искуство, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето со помош на своите продорни сознанија. На почетокот на емисијата слушнавме две композиции од Cypress Hill, односно I Ain't Going Out Like That и Insane in the Brain, две теми кои што се наоѓаат на нивниот албум Black Sunday од 1993 година, втор нивен албум, издаден за Rough House, односно за Колумбија, каде што Бирил, Сендог и DJ Muggs се имаат надминато себе си со овој албум, имаат оставено силен печат во 90-тите. Оправдание е секако дека ќе слушнеме уште една композиција од овој албум, како мало загревање за тоа што следува, односно слушаме When the Shit Goes Down, исто така од албумот Black Sunday, а во продолжение неа ќе ви пуштам по една песна барем секоја емисија од Rage Against the Machine, за да се опаметите и научите од што си патиме ние ден. Така што продолжение ќе ги слушаме Cypress Hill со When the Shit Goes Down и Rage Against the Machine со Take the Power Back. Останете вклучени за тоа што започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате ТВ 103, ова е второто издание на емисијата, кое што е посветено на The Last Dance. Односно, The Last Dance е спортски документарен минеријал, кој што е копродуциран помеѓу ESPN Films и Netflix. Оваа ТВ серија ја режира Джейсон Хеир, односно тоа е човек кој што соработува со ESPN доста често за неговите ангажмани, најчесто снимајќи ги UFC борбите, учествувал и во серијалот 30 for 30, но исто така го има снимено и Andre the Giant, одличниот ТВ документарен филм, како и еден дводелен серијал кој што е многу близок до The Last Dance, кој што се нарекува The Fab Five и е посветен на петорката на Универзитетот на Мичиган, предводена од Крис Вебер, Джейлен Роуз, Джуан Хауард, Джими Кинг и Рей Джексон и контроверзиите кои што ги имаат направено овие кошаркари во овој нивен подем. Во контекст на The Last Dance, тематски тој е документарниот серијал е посветен на успешната кариера на Мајкл Джексон, на Скоти Пипен, на Денис Родман, на Стив Кер и нивниот тренер Фил Джексон, кормиларот на бродот на Чикаго Булс, кои ги освојуваат шампионските титули во 90-тите години. Серијата содржи интервјуа кои досега ги немаме погледнато, ексклузивитет кој се должи на неколку фактори. Првично, Џордан дозволил ТВ екипа да ги следи нивните подвизи во последната нивна заедничка сезона, следејќи ги во чекор на теренот, но и во пресоблекувалните со цел да го овековочи овај
уникатен историски миг во спортот, за кој што сите биле свесни, дури самите играчи на Чикаго полоцна надвор од серијата кажуваат дека ова било момент кој што мора да биде зачуван на каков и да е можен начин. Проблемот настанува кога Џордан го искористува правото на собственост врз материјалот, што ги го условува и го поставува да скапува во трезор со децении. Сега, многумина му имаат придено за објавување на материјалот, но Мајкл одбивал да даде дозвола за таа намена. Земете предвид дека станува збор се над 500 часови на документиран материјал, кој никогаш не е емитуван. Во 2016 година ги покажува првите знаци на попуштање на својата тврдоглавост, а во 2018 година веќе се согласува да биде објавен материјалот по инсистирањето на Майк Толин, со тоа што ESPN и Netflix ќе го продуцираат во формат на серијал од 10 епизоди. Од ESPN ја искористија пред се за маркетиншки побуди документарната серија, изјавувајќи дека поради пандемијата со коронавирусот и оневозможувањето на надпреварите од NBA сезоната, ова е добар момент да се подигне моралот на љубителите на овој спорт. Џордан, како што ќе заклучиме од самата серија, се мотивира за некоја исклучителна цел само кога ќе биде доволно провоциран или па ќе забележи некој конкурент во близина. И сега моја шпекулација е дека подемот на Леброн Джеймс е еден од тие фактори да го подсети светот дека тој е еден од спортските великани, но собственик на огромен број на рекорди во NBA кои што не баш толку лесно се надминуваат. Која и да е вистината, благодарам истина што можеме да ја погледнеме ТВ серијата. Составена беше од 10 епизоди со време трајање од 1 час, што значи дека ви се потребни 10 часови за нејзино комплетно гледање, што се однесува до форматот и пред се неговото положување. Се соочуваме со еден куриозитет, бидејќи Netflix е стриминг сервис во вистинска смисла на зборот, кој одеднаш ја споделува секупната серија во еден ден. Меѓутоа, во овој случај, тие се само дистрибутери на тоа што ESPN ќе го кажат и одлучат, а со оглед на тоа што тие се ТВ канал на кој му одговара пролонгирано прикажување недела за недела, дојдено до еден своевиден концензус, компромис во кој беше емитувана доза од 2 епизоди неделно, започнувајќи на 19 април и завршувајќи на 17 мај оваа година, разликувајќи се за 5 недели. Морам да потенцирам дека, иако сосема доволна беше количината на материјал која се емитуваше за еден ден, проблемот беше што мене лично ме беше еден од најголемите проблеми на серијата, што морав да чекам до недела, како денот, повторно да бидат објавени новите 2 епизоди и тоа малку по малку ме фрустираше од недела за недела. Што се однесува до гледаноста на премиерно емитуваните епизоди, серијата започна силно со 5 милиони гледачи, за да падне гледаноста во периодот околу 6, 7 и 8 епизода на 4 милиони, за во епилогот да се зголеми повторно на 5 милиони. Феноменот на Чикаго Булс до ден денес тоа говори дека привлекува гледаност. Само да потенцирам, јас сум дете на 90-тите, што значи дека сум имал можност да гледам дел од надпреварите од златната ера на Џордан, така што факторот на носталгијата за детството не негирам дека имаше удел, со оглед на тоа што најдов во мојот дом и дури детски блузон со ликот на Мајкл Џордан и пропратни знаци кои ме потсетија дека како дете сум бил љубител на нивната игра. Меѓутоа, уште тука да разграничиме една многу важна проблематика, од која јас сметам дека боледува овој документарен серијал, а тоа се однесува конкретно на неговиот формат, односно тој комплетно се коси со постулатите на документарниот филм, затоа што наместо да преовладува наблюдувачкото око на режисерот, обсервацијата и независното истражување, тука се соочуваме со нарачаноста од страна на Џордан, кој што диктира, не баре монтажер, односно цензор, кој одлучува како ќе биде контролиран или конструиран не само наративот во поглед на неговиот живот,
што се доближува малку повеќе до кампањските политички документарци, туку и тој одлучува во кое светло ќе бидат прикажани неговите соиграчи и опоненти, што според мене го компрометира овој серијал во кој се допушта одредена разработка на тегобни теми, како што е коцкањето, смртта на родителите, повредите и болката, но изоставени се одредени шпекулации и проблеми за кои не му се зборувало едноставно на Џордан, што е на сметка на објективноста на самото дело, а во поглед на останатите учесници во овој серијал, тука настанува проблемот дека на многу малку аспекти е посветено внимание, со оглед на тоа што ако се земат само тие во оваа целина, може да се добие негативен впечаток, како што е тој случајот со Пипен или можеби случајот со Кукоч, со Родман нема да може позитивен впечаток и да сакате да добиете од ниту еден аспект. Меѓутоа, конкретно во поглед на овие и не само нив, на останатите играчи, едноставно добивате 5 до 10 минути сена се со разработување на спореднители, односно на противниците на Џордан, и тие едноставно се карактеризирани со една до две одлуки кои што може би не ги дефинираат како играчи заради тоа што постигнале илјадници поени во меѓувреме, имале придонес за успехот на нивните тимови. Меѓутоа, кога ќе се земе во изолација тоа што е погледнато, постои огромна можност да се соочиме со овој тип на расудување. Сега серијата, како што е редот, започнува со навраќање на почетоците на кариерата на Џордан, неговите студии, кај што симпатиите на гледачите ги добива неговото писмо, кај што од својата мајка бара да му прати пари и поштенски марки за кои што ќе му бидат корисни во периодот на неговото студирање. Уште од првата епизода се забележува потенцијалниот анимозитет кој што се создава помеѓу играчите и генералниот менаџер на тимот, Џери Краузе, човекот виновен за растурањето на најдобрата петорка во НБА во 90-тите и за нејзиното составување пред се. Инстанцата која што мене многу ми се допадна беше тоа што во овој флешбек на кариерата не беше ексклузивен само за Џордан, туку наредната епизода беше посветена на Скоти Пипен, а по неја следуваше мојата неочекувана, односно епизодата за лудакот Денис Родман, која воопшто не ме разочара, а по неја фокусот беше фрлен на методот кој го применува Фил Џексон, човекот кој последната сезона на овој заеднички тим ја именува како The Last Dance, што всушност е и насловот кој што го има самата серија. Епизодите не се базираат исклучиво на флешбек секвенциите од минатото на засебните играчи, напротив паралелизирани се со дигресии во хронотопот на тимот, монтирајќи го текот на последната сезона од 1997-98 година, со тоа што, например, петата епизода говореше за станувањето на глобалниот феномен на Џордан, односно на Air Jordan, олимпискиот Dream Team, финалето во 1992 година, Space Jam, значи пропратни елементи кои што биле составен дел од животот и надвор од самиот кошаркарски терен во НБА. Како што народот сака да подигне идоли од толпата, исто така сака истите тие да ги види како паѓаат пред неговите очи, па затоа наредната епизода беше посветена на коцкарските пороци и разноразните удари по репутацијата на Џордан. Овие чинители, заедно со ниската платеност на Пипен и раздорот помеѓу играчите и менаџерите на тимот, биле информации за кои домашните спортски коментатори во 90-тите немале никаков допир, што говори за нивното непосветено истражување, не ги ни знаеле за да ги споделат со гледачите, ниту па дека Родман воопшто не ни комуницирал со неговите соиграчи надвор од теренот, па затоа мене ми делува како нов и интригантен поглед зад завесата на империјата на Чикаго Булс. Хронолошки следува првото повлекување на Џордан од кошарката и обидот да игра во бейсбол лигата, додека Пипен и Родман го предводат тимот, пошто следува враќањето на Џордан и обележувањето на тешките надпревари со Јута и Индијана во финалињата на НБА последните неколку години од нивната династија.
Документарната ТВ серија е составена не само од архивски снимки, туку и од интервјуа на неколку од соиграчите на Џордан, неговите тренери, неговите родители и фамилија, неговите кошаркарски противници на терен и нивните тренери, како и изјави на спортските коментатори и спортските аналитичари, тогаш и денес, дури има и реакција на интервјуата кои ги гледаат и ги коментираат на изјавите пуштени на телефон или на таблет, буквално ако се коментира за Џордан или тој коментира за некого, што на хартија изгледа како најдобриот избор на учесници за остварување на еден класичен talking head документарен филм. Тука може да направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение на емисијата, а како и за останатите емисии на ТВ103 ќе се држиме до музиката на 90-тите, а тука сме и тематски врзани со оглед на подемот и падот на Chicago Bulls. Односно, во продолжение ќе ги слушаме Nine Inch Nails, односно ќе слушаме композиција од ниот втор долгосвиречки албум The Downward Spiral од 1994 година, изведен за Interscope. Јас се колнам во нивниот прв албум и во прекрасното EP издание кое што излегува по него. Меѓутоа, ова е многу солидно остварување каде се остварува таа комбинација помеѓу електронската музика и дисторзираните аспекти на музицирањето кои што и поседуваат Nine Inch Nails, така што во продолжение слушаме Heresy, March of the Pigs, Closer ќе слушнеме и Eraser. Уживате во Nine Inch Nails. Вие слушате ТВ103, односно ова е второто издание кое што е посветено на The Last Dance, документарниот ТВ серијал, за кој што во претходниот сегмент на емисијата ви говорев за неговото создавање, односно за виновниците кои што се наоѓаат зад камерите и луѓето кои што го иницирале пред се неговото комплетирање, а во овој сегмент сакам да говорам за виновниците кои што се наоѓаат пред камерите, односно за ликовите и улогите кои што ги имаат самите кошаркари. Имено ќе започнеме од главниот виновник, Майкл Џордан. Без дозволата на MJ овој серијал немаше никогаш да имаме можност да го погледнеме. Со 1,98 м на позиција на крило, во дадени ситуации знаел човекот да преземе одговорности како крилен центар и како плеймейкер. Во текот на оваа серија научивме многу работи за него, како што е преминот од студентските години во Северна Каролина до статусот на NBA звезда во Chicago Bulls од период од 10 години, од 1987 до 1997 година, заменувањето во лигата за бейсбол и повторното враќање во Чикаго. Изоставено е повторното враќање во двете нецели кошаркарски сезони изиграни за Вашингтон Wizards по завршувањето на Chicago Bulls и за него дознаваме исто така дека е болно компетитивен, себе мотивирајќи се од играчите кои сметаат дека се подобри од него, надминувајќи ги сите физички препреки и постигнувајќи астрономски цифри на кошеви од возможни и невозможни позиции. Тој негов ригорозен однос создава и непријатели и во сопствениот тим, а дури и во противничките. Меѓутоа, неговото име треба да биде испишано до тоа на Чемберлен, Џонсон, Бърт и Џабар. Коби и Леброн се единствените негови наследници кои не може ни да се доближат до половина од неговиот учинок кој што тој го има во НБА. Играчите и тренерите не научија дека не смеат да го провоцираат Џордан заради тоа што тоа работи дефинитивно против нивниот тим. Надвор од самата серија морам да ги напоменам неуспешните потфати за провоцирање на или успешните потфати за провоцирање на Џордан на страна на играчите и тренерите кои што на потешкиот начин го јадеа, буквално, како што е младиот Џери Стакхаус, наивниот Реджи Милер кој што добива 42 во поен и разлика од страна на Џордан по провоцирањето, Дикембе Мутомбо кој што му се закануваше дека никогаш нема да му закилце Џордан во Dream Team-от за неколку недели подоцна и тоа да се случи. Ајзеа Томас можеби најмногу од неподавањето топка до непоздравувањето на доживувањето на поразот од страна на Чикаго, што регулира да биде
исфрлен од страна на Dream Team благодарение на неговото идиотско однесување и пред се Ван Ганди не може, например, да ја затвори устата и поради тоа му беа уништени неговите Никс со страна на Чикаго. Кевин Гарнет, знам дека се исто така не можел да се воздржи и бил запален да дава коментари за тоа колку лошо му иде на Джордан, па се додека не биде растурен тимот по кратка постапка. Добродушниот Скот мора да го напоменеме тука како човекот што секогаш имал позитивен коментар кога играл против Джордан, дури тогаш кога не играл, едноставно Джордан му има придено и му речено кој ќе ме чува, тој добро, окей, 50 вечерва ќе само ќе добиете од мене. Па дури и Меджик Джонсон на еден тренинг направил грешка, па му прозборил на Майкл Джордан, му го провоцирал као каде е тој Ер Джордан, што сите го прават муавет, се додека Джордан по таа провокација не го растурил тимот на неговите опоненти, кои што се всушност најдобрите играчи на НБА. Штета што дуелите со Дражан Петровиќ ги нема во документарецот, меѓутоа има причина зашто луѓето не ги бива за све, туку за една работа, како што Джордан, например, не е создаден да биде најдобар бейсбол играч, туку е измислен да биде најдобриот кошаркар. Покрај него го имаме Скоти Пипен, крилото на Чикаго Булс, кој заедно со Джордан почнува да игра во тимот во истиот период, 2 метри и 3 сантиметри, еден од најслабо платените All-Star играчи на сите времиња, кои како и останатите си имале проблеми со менеджментот на тимот, конкретно со Крауса. Во последните сезони на Чикаго се повредува, меѓутоа направени се неколку неправди во поглед на неговиот удел во Чикаго, зашто и самиот имаше негативни коментари по емитувањето на серијалот. Именно прикажана е неговата инфантилна одлука да не влезе во последниот напад на тимот, само затоа што се налутил од претходната акција, што не ни беше ставено во контекст, но во секој случај Скоти не влегува во игра, Кукочко постигнува решавачкиот кош и тимот е разочаран од предавството на Скоти. Сега, не е истакната неговата пожртвуваност, не само кога на свој грб го носи тимот во плейоф кога не игра Джордан, туку и кога играл Джордан, Скоти бил човекот кој знаел да направи 10 разлика како ништо и кога не му одел на Джордан ги враќал во живот Булс за да финишира на крај Джордан. Така што неговиот удел и тоа како е незаменлив. Не зборови за херојскиот потфат со повредениот грб, кога едва може да стои на нозе, меѓутоа продолжува да постигнува поени во последниот надпревар. Денис Родман, непредвидливиот одметник, кој е вшмукан во шоу бизнисот, станувајќи не само актер во филмови и серии, туку и учествува во кечерски борби, е препознаен и по неговото лудување во ноќите часови, сексуалните авантури, вклучувајќи го и тоа со убавата Кармен Електра. Тој доаѓа од најозлогласениот тим во НБА, од Детройт Пистонс, кај што ова крило со висина од 2 метри игра лепенка против Джордан и секогаш оди на фаулирање на противникот кога би се обидел да направи влез. Тоа е неговата одбрана против Джордан. Во Чикаго се обидува да го најде своето место за Скоти и Джордан, но како буквално како бојбенд, тој таму е првиот кој ќе добие техничка. Фамозното исчекување на среде финалето и заминувањето на Родман во Лас Вегас е дефинитивно незаборавен момент во серијалот. Без неговата шарена коса немаше НБА да биде интересна за гледање. Требаше да го има неговото однесување и на слободните, заради тоа што секојаш умееше да се заврти кон противникот и да го гледа. Онака со остар поглед, наврелив поврат и да дофрли нешто као незгодно да му биде на противникот и така да деконцентрира. Тоа беше една од неговите подмолни техники. Гери Пейтон најдобро го дефинираше, класифицирајќи го како играч кој кога ќе влезе на терен, ќе ги расипе плановите на сите играчи и ќе промени играта со самото негово присуство, што мислам дека е најдобро сумирање на тоа што го има постигнато, тоа што символизира пред се Денис Родман, кој не баш имал лесна работа да ги чува најголемите центри под кошот и да не им дозволи да ја земат топката под сопствениот образ, така што е опасен дефанзивен играч.
Стив Кер, машината за тројки, плеймейкерот и бек со висина 1,97 м, кој што претходно игра Кливленд и Орландо пред да дојде од Чикаго. И тој е еден од луѓето кои што се спротиставуваат на Џордан на тренизите, со оглед на тоа што во серијата знаеме дека од соиграчите негови дека Џордан знаел да биде ригорозен на тренизите, да им се дере во фаца, да биде абразивен, да биде нетолерантен, со цел да ги мотивира да бидат подобри играчи. Со тоа што кај Стив Кер се зезнал заради тоа што другите, нели, кои ќе се протистави на Џордан, само ја наведнувале главата. Стив Кер е човек кој што не подклекнува, со тоа што ја демонстрира неговата мотивираност и на некој начин го добива респектот на Џордан, со тоа што му го возвраќа ударот физички, така што од тога што имаат заемна почит. Одличен плей и приземен играч кој подоцна и стана тренер во НБА. Тони Кукоч, хрватски кошаркар, чие што презиме ниту неговите соиграчи, ниту противниците умеат да го изговорат. Низок центар, 2,8 см. Оваа европска суперзвезда од Југопластика и Бенетон Тревизо му паѓа во око на Джери Краус, кој го купува за во Чикаго, што иницијално ќе ги иритира и Џордан и Пипен, и на Олимпијадата ќе го уништат на терен него и неговите соиграчи од Хрватска, како одмазда кон менаџерот, заради тоа што го фаворизирал него за разлика од неговите деца, што се всушност играчите на Чикаго. Кукоч ќе мора да се адаптира на грубата кошарка во НБА и ќе мора да го смени начинот на игра, да добие на дефанзива и ќе го најде местото во тимот како пети играч, шести играч, менувајќи се, ротирајќи како човек кој знае да реши надпревар во последна секунда, меѓутоа ако не се лажем нема добиено All-Star статус. Хорас Грент, прегавиот центар, висина 2,8 см, кој доаѓа во Чикаго заедно со Пипен и Џордан, но во 1994 е продаден на Орландо, кога станува опонент на Џордан под кошот. Татко ми на времето беше фасциниран од неговата маска, не знам зашто ден денес, најверојатно чудно му изгледала и меѓутоа не би сакале да играте против него заради тоа што ова е многу дрзок играч и тоа го потенцира во дуелите кои што ги имал и со самиот Џордан. Фил Џексон, шаманот кој успева да ја направи најдобрата петорка да профункционира со неговото продуховено допирање до психата на играчите и неговиот триаголник доведен до совршенство, иако својата играчка кариера ја има тој во Нью Йорк Никс, како тренер ги предводи Чикаго и подоцна Лейкерс. Тој е кумот на програмскиот пристап на последната заедничка сезона, што ќе биде носител и на насловот на документарната серија. Врвен стратег кој до перфекција го има совршено офанзивниот триаголник и успева да се справи со надуените ега на кошаркарските примадони, цел свој живот, па останувајќи трн во око на Джери Краусе до самиот крај. Покрај овие играчи во, ајде да ги наречеме споредните улоги, се појавуваат и како Џон Пекстон, Бил Венингтон и Би.Џ. Армстронг со играчите на Џордан во Булс, кои говорат за неговиот непокорен карактер, кој умеел да ги провоцира со играчите, да им прави пресија на тренингот, да се однесува како шупак со нив, само за да го извади најдоброто од нив, иако еден најдобро ќе потенцира дека и да го дадат најдоброто под неговата пресија, тоа нема да биде на негово ниво. Ајсеја Томас, антагонистот на Џордан и на овој серијал, кој заедно со неговиот поразен тим од Детроит не им ја ни честита победата на Булсот како ќе бидат столчени на терен, што е краен неспортски гест, упатувајќи се директно во пресоблекувалните. Потоа се расширува анимозитетот меѓу него и Џордан и по изјавите во и вон теренот и ни самите медиуми, така што овој анимозитет го поседуваат тие до крајот на животот. Меѓутоа претходно е мотивирано тоа што кога играле заедно Ајзеја Томас и своите соиграчи одбивале, направиле некако пак да не му подаваат на Џордан, па од таму наводно се иницира ова нивна кавга за подоцна Џордан да го постави Дрим тимот на ултиматум или ќе оди Ајзеја Томас или јас ќе доаѓам, со тоа што Ајзеја Томас нема да учествува во Дрим тимот на Олимпијадата. Од друга страна, Чарлс Баркли,
Ако некој не знае да ја затвори устата, тоа што е тој. Джордан, овој играч на Феникс и потоа на Хјустон, го класифицира како недоволно посветен играч за да може да ја одземе неговата титула. Меѓутоа, и тоа како е способен играч и бил секогаш пријател, без разлика на тоа што се случувало на теренот, надвор од теренот во поглед на самиот Джордан, така што секогаш бил покрај него, дали додека играат голф, дали додека се дружат. Джери Краус е генералниот менаџер на тимот, колку и да е одвратен бизнисмен кој гледа само на профит, мора да биде пофален дека има изнакупено и продадено одлични играчи за да ја добие добитната комбинација пред се, но неговиот однос со луѓето, како да се бројки и упропастувањето на екипата која без проблем ќе му донесеш уште 2 титули во крајот на 90-тите минимум, се неговите најголеми грешки во животот, но Рајнсдорф не сакал, например, да ги плати звездите, така што Джери Краус е бил само извршител на таа одлука. Доказ за тоа е што Чикаго до ден денес не може да помириса источно финале, а не па да го освои. Морам да напоменам дека една клучна личност по која јас ги знаев Чикаго не е застапена во документарниот филм, а тоа е австралијанскиот центар Лук Лонгли, кој по неговата повреда се повлекува од НБА и се сели во родната Австралија, но не е во ред да не биде, например, опфатен во делото, затоа што има прстени на неговата рака пред се, борејќи се со зверовите подобрачите како што е Хаким Олаџан, Дикембе Мутомбо, Петрик Јуинг и Шекил Онил, а тоа верувајте на овие тешки играмани центри не е многу лесна работа да се спроведе. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, во продолжение на емисијата ќе слушнеме музика од 2 албуми, односно ќе слушнеме Sonic Youth најпрвен, со кој што во 1992 го издаваат нивниот албум Dirty, седми нивни долгосвирачки албум, издаден за DGC, погражески албум за тоа што ние сме навикнати да ги слушаме. Од Dirty ќе ги слушаме одличната 100%, Sugar Cane и Youth Against Fascism, и потоа следуваат Pearl Jam, ќе слушаме неколку композиции од нивниот албум Versus 1993 година, гранж група која има издадено 1,5 квалитетен албум според мене во нивната кариера. Сите останати албуми им се подпросечни со еден мизерен поп хит кој што се наоѓа на нив. Во филмот е искористена композицијата од подпросечниот No Code, за која што нема да ја слушнеме во текот на оваа емисија, заради тоа што имаме многу поквалитетни песни за преслушување, на кој албум на кој што се забележува нивната безидејност која до ден денес ја поседуваат, па затоа ќе слушнеме музика од Versus, вториот нивен албум кој што е издаден за Epic, иако првиот албум е нивното ремек дело, кое што до ден денес го немаат надминато, меѓутоа добро второ место е и Versus. Така што од него и слушаме Animal, Go и Rearview Mirror и се враќаме во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што мора да се земат во предвид доколку се анализира The Last Dance. Уживајте. Вие го слушате второто издание на ТВ 103. Во претходниот музички блог ги слушнахме Pearl Jam, најомилениот бенд на Денис Родман, а причината е зошто го споменувам тој играч е заради тоа што во текот на ова издание ви говорам за The Last Dance, односно во анализата на овој документарен серијал сакам да ја комплетирам со одредени спецификации кои што сметам дека се клучни за утврдување на незината евалуација, именно самата најава на серијата, која што е сосема солидно одработена од архивски снимки во која монтирани се не само сцени од успешните подвати на Чикаго, туку и од сомнежите за нивниот перформанс во последната година и немирните води низ кои што пред се пловат во рок од 30 секунди, што е сосема доволно за да не морат да го прескокнувате ова интро на серијата, но не крие ништо значително што нема да го погледнете во понатамошниот тек.
поглед на режисерите кои што ја работат, како што напоменав, има само еден, Джейсон Хейр, тој има контролата врз снимањето на новите интервјуа и составувањето на дозволениот материјал пред се за употреба. Материјал кој е толку значителен што не допушта да не биде искористена фамата околу Чикаго, но и да се направи тензичен драматуршки ракурс во кој се исчекува потенцијална победа или пораз, што е елоквентно на еден кошаркарски кошмарен надпревар. Музиката ја работи Руди Чун, кој што е музичкиот композитор, но во овој документарен филм таа нема некоја драстична улога и игра паралелно со текот на действието. Значи, симултано така што има дополнително намера и цел да ги акцентира елементите кои што се истакнати во наративот, значи оди синхрон. Сценографијата, освен снимките на терен, во пресоблекувалните направени се и снимки во хотелските соби за потребите на интервјуата од денешницата. Во поглед на кадрирањето, Томас Маккалон е задолжен за снимање на интервјуираните спортисти, тој е кинематограферот. Тој работеше на светското првенство во Бразил во фудбал во 2014 година, така што има искуство со спортското снимање и ги осветлува говорителите и заматува позадините во просториите и го употребува архивски материјал за да ги задржи винтич аспектите при дигитализацијата. Во поглед на монтажата ја работат напоредно 4 монтажери кои што се хероите на серијалот: Чет Бек, Девин Конканон, Абеј Совски и Бен Созански, луѓето кои го сечат и лепат обемниот снимен материјал од 500 часа за да направат засебни целини од епизодите и да дадат јасно течение на многуте нишки кои што се воспоставуваат помеѓу учесниците во делото. Без разлика дали станува збор за флешбек секвенциите од навраќањето во индивидуалните животни истории или пак следењето на одвивањето на последната сезона, тие ја исполнија задачата да дадат јасен тек на действието. Имаше мал пад во периодот кога Џордан се глупира со бейсбол, но тоа беше очекувано затоа што сметам дека можеле да го акцентираат удалот на останатите играчи кои без него дотуркаа до финалето на истого за да изгубат за еден кош на среќа од Никс. Меѓутоа, има одлични монтажи на акциите, протнувањата и постигнувањето на кошеви на Џордан за кои што треба да се аплаудира. Во поглед на костимографијата, играчите се со дресови на терен, а вон си се облекуваат лежерно, како што си се облекуваат и дома и пред камера и се појавиле во јавност. Само во надприродност има само во продуховеноста и спиритуализмот на Фил Џексон, колку што можам да забележам, и во жолтите очи на Џордан, што и за тоа си има клиничка дефиниција. Во поглед на ефектите во монтажа се потребени за врзување на одредени кадри, а во контекст на стилизираниот јазик, тоа што меѓу себе си го кажувале кошаркарите за да се провоцираат на терен, тој трешток вреди златници. Само што штета ја нема најдобрата фраза која што Скоти му ја има кажан на Кармелон додека шутира слободни. Јута гостуваат на Чикаго, надпреварите си играат во недела и Кармелон е нели The Postman, тоа му е надимакот, и додека Мелон шутира слободни, Скоти му се доближува и му кажува поштарот не носи писма во недела. Уништувајќи му е и концентрацијата на The Mailman, уништувајќи му го и текот на играта и на тој начин дестабилизирајќи го, што е еден од најдобрите трешток моменти кои што исто така го нема во серијата. Погледам недостатоците. Освен најочигледниот што се однесува на манипулираното и манипулативното насочување на наративот од страна на Џордан, правејќи се себе си во суперхерој, што и всушност е, со контролирани мани, како што е коцкањето, да го напоменам не само изоставувањето на Лонгли, што го спомнав во поглед на играчите кои ги нема, туку и на супругата на Майкл, која е покрај него за време на освојувањето на шампионските прстени, но тие денес се разведени и не треба некој да потенцира дека Майкл бил венчан за кошарката, не за семејството, изоставено дополнителното потенцирање на придонесот на останатите кошаркари, кои често го спасувале Чикаго, така што и да имало 30, 40, 50 поени кои што Џордан ги постигнал по надпревар,
некој морал да ги постигне останатите 60 на поени. Во поглед на континуитетот на епизодите, секако дека се задржува во оваа серија, посебно ми се допаѓа изборот во првата половина да има индивидуални епизоди, а во меѓувреме да се следи и хронотопот на настаните. Гледаноста паѓа во периодот кога првпат се пензионира Џордан, но кон крајот се го враќа серијата своето темпо. Во поглед на интертекстуалноста има интермедијалност во поглед на играњето на Џордан во Space Jam, во поглед на реферирање на друг филм. Во поглед на атмосферата на гледливоста и убедителноста, серијата губи на убедителност поради Џордановиот стисок, а не отисок, но гледаноста е на највисоко ниво. Пристапот до интимата на играчите е соодветен за делото и со нетрпение чекав најпрвен епизодата за Родман, како што ја потенцирав, а потоа секоја недела ме интересираше со какви препреки се соочувал постојано овој шампионски тим, не само на терен, туку и во пресоблекувалните. Поглед на епилогот, иако е сосема во ред да се заврши со последната заедничка сезона, сметав дека можеше да се упати барем поглед кон тоа што им се случувало на играчите по кариерата во Чикаго, односно да биде собран видеоматеријал кој ќе потенцира како Пипен, Кукоч и Родман се наоѓаат, да го се обидуваат да го најдат пред се својот ритам во тимовите во кои играат по кариерата од Чикаго. По епилогот се сумира кариерата и успесите на Џордан со, како што веќе потенцирав, една незначителна песна на рок-н-рол, на крајлевите на рок-н-рол медиокритетот Pearl Jam, кои нема добра песна напишана од последната титула на Џордан која што има освоено. Меѓутоа можевме да заклучиме од квалитетот кој што поседувале на почетокот на кариерата. Поглед на евалуацијата, првично го оценив како 10 од 10 и си стојам до таа евалуација затоа што ниту имало, ниту ќе има толку добро снимен спортски документарен серијал. Не само кошаркарски, спортски. Така што и покрај манипулативните агенси на Џордан, не може да се засени значењето на ова култно остварување за иднината на спортската документаристика. Во поглед на продолжението, сметам дека нема потреба за нов материјал, може да се следи кариерата на играчите по растурањето на петорката во Чикаго или игрите на Џордан за Вашингтон, но јас сметам дека еден ваков документарен филм треба да се иницира и за Лейкерс, и за Никс, и за Селтикс, и за останатите тимови, секако да биде работен на ова високо ниво, доколку се има архивирано некој составен дел од нивната кариера која што ја немаме погледнато. Така што тука можам да го затворам второто издание на TV103. За крајот на емисијата ќе ја слушнеме композицијата Hurt на Nine Inch Nails од нивниот албум The Downward Spiral. Ви слушавте второто издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав погодностите и недостатоците на The Last Dance. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии.